ако на момент не можеме сега да си го дозволиме нашето физичко патување до Јапонија, ние ќе ви ја донесеме во вашите срца благодарение на денешното издание на Утринска тема. Можеби месец и половина го договараме конкретниот датум за да ви го дозволиме сето тоа уживање, така што верам до 11 часот ќе уживате и со традиционалната јапонска кујна, поточно подготвувањето на суши. И сега ќе дадеме уште еден аплауз за нашиот господин амбасадор кој што ја изведе всушност и Сакура, една од оние синглови или традиционални песни кои што во превод, Ирина, би значиле Црешов цвет. Така е. Ете така. Така И официјално Охајо гозаимас. Охајо гозаимас. Мис Нишикава, welcome to our morning show in Skopje in Telma. И официјално, Ирина, денеска подготвуваме суши. Така е, суши. Со многу елементи. Со многу нутриенти, она што може и препознатливо за јапонската кујна, така? Така е. Официјално вака сега ќе кажеме, господја Нишикава, што готвиме денес кога станува збор за сушито? 西川さん、今日は何を作りますか？今日はこの具材を使っていろいろなお寿司を作ります。 Денес, користејќи ги сите овие работи што ги имам донесено, ќе се обидеме да направиме што повеќе видови на суши. Добро, бидејќи знаеме дека јапонците и како нација го сметаат генерално македонскиот турист за прилично доста квалитетен, многу добро за правење на суши и знаеме дека тој завзема голем дел или пошироката јавност генерално знае дека тоа завзема голем дел во јапонската и воопшто во азиската кујна. Може ли да не каже господја Нишикава околу македонскиот турист? で、日本人はやっぱりマケドニアのライスはこちらのライスはお寿司にも使っていいお米だと思いますので、なんかそれをマケドニアのお米はどう思いますか？これはお寿司を作るのに適していると思います。 Јас мислам дека е многу добар за правење на суши, македонскиот ориз. Именно, како да препознаеме што е добар ориз, како да ги препознаеме? Може вака да како физички да го забележиме тоа нешто? で、見た目でどうやって私たちにいいお米を分かりますか？丸くて粒が揃っていて米が割れてない。 За суши, за правење суши најдобар е оној ориз што се со округли зрна и каде што нема, значи не е кршен. Округ. Одлично. Инаку господја Нишикава не е личен готвач на нашиот амбасадор, кој што меѓу другото ќе има уште една изведба на самиот крај, ама ќе сподели многу убави моменти во овој месец декември заедно со Утринската Телма. Сега, во суши оризот се додаваат оризов оцет, сол и шекер. Што прави оваа комбинација за да го добие тој автентичен вкус, господја Нишикава? ですね、お酢の中で塩と砂糖を入れてます。どうしてこのコンビネーションは寿司にいい味を出してますか？お酢は味をさっぱりさせて雑菌の繁殖を抑えます。 Оцетот не само што го освежува вкусот на сушито, всушност и го прави зрното, го инхибира растот на бактерии во самото. Го набабрува на некој начин. 砂糖はでんぷんの老化を防ぎ、時間が経ってもご飯が硬くならないようにします。 Шеќерот пак во самиот ориз го спречува развивањето на зрењето на скробот во самото зрно и со тоа придонесува да може тоа зрно ориз или тој изготвен ориз да се користи подолго време, да не се расипа. Колку време е потребно за да се свари добар ориз? Да знаеме од прилика вака сега да оние кои што не гледаат. Како да го забележиме? За суши да речеме. お寿司を作る時どれぐらいお米を炊きますか？時間的に。時間はお米を洗って30分水に浸してその後15分20分ぐらいで炊きます。 Битно е да се измие убаво оризот, да се отстои во вода околу 30 минути. Па после Пред тоа да се да, значи го миеме и го ставаме во вода околу 30 на минути, после тоа го готвиме 15 до 20 минути. Толку на некоја средна температура? Ондова, аんまり火は強くないで。最初は強火で一旦沸騰したら弱火に変えます。На почеток, додека зоврие, се уклучува значи на најако, после се намалува температурата за да се вари полека. 15 минути 20 имаме совршен ориз за суши. 15分20分以内に。はい。 Супер. Меѓу другото, бидејќи сега во светот постојат многу луѓе со категории под категории, вегетаријанци и така натаму, кои што се адаптираат сега на поновата храна. Претпоставам дека и сушито можеби некако се создаде некоја своја еволуција. Ако ве прашам сега колку видови на суши постојат и кои денеска ќе ги подготвуваме за нашите гледачи?
で寿司はやっぱりまあいろんな世界の中でいろんなベジタリアンの人もいるし、やっぱり寿司もそういろんなバラエティがありますので、どんなタイプの寿司がありますかって、今日は何を作りますか? За да биде полесно на нашите гледачи, еве вака. Подготвивме. Може камерата да забележи. Добро. Значи, дозо, се смеи. Да го појасниме. 一番人気のある握り Овие です се најпопуларните суши, иначе тоа е Нигири суши. нигири суши. でイクラを使って軍艦 Ова е Гункан маки. гункан маки, гункан суши, ова е со икра. うなぎを使って棒寿司 Бо или стапче суши, тоа е со денес ќе го прави со Риба. со јагула, А јагула, добро. така. Темаки. 手巻きです Темаки. Темаки е рачно валано, да. Суши. And we have инари суши, маки суши. いなりはないです Денес нема да правиме инари, но ќе правиме рол или А маки. инаку инарито што е всушност како продукт? Инари ива нандеска, 豆腐を揚げたものです пржено тофу, Пржено тофу. внатре со ориз. Предпоставам дека господја Нишикава со текот на времето стана мастер класа во кујната, ама колку време да речеме за 20 на луѓе ако ви дојдат на гости, колку ви е потребно да направи добро суши? 西川様も自分の仕事プロフェッショナルなんですけど、20人のための寿司を作る時間はどれぐらいがかかりますか? 20人の寿司はい、 Approximately. 大体。大体握るだけですか握るというか Само нигири суши или од сите видови? Ајде да речеме кој е нигирито може би најкомплексно за Најпопуларното е бидејќи има и нигири. најмногу компоненти ако не се は лажам. い。これで一人前としたら、10分ぐらい Ова, бидејќи ова е сет за едно лице, за ова ми е потребно 10 минути. За едно лице. Да. Значи ќе треба едно 2-3 часа сигурно за едно 20 на 20 луѓе. 人のために2、3時間ぐらいかかりますね。そうそうだ、така е. Да, откако ги準備から појасни, Се од подготовката до крај, значи. од подготовката до крај. Доста елементи, меѓу другото и алатки за да се направат сушито. Ме сега би сакал да прашам колку различни алги имаме за овие суши или колку се користат можеби најразлични. Ако не се лажам, овие се можеме вака да ги оставиме, добро. で、どれぐらいの海藻、日本の和食の中にありますかって何のために使います？昆布これは水で戻したものですがこれは、出汁を取ったり野菜と魚をマリネしたりするのに使います Прво, тука може да видите комбу суши, тоа е значи дехидрирана, истата е комбу алга, тоест не е суши, комбу алга. Тука е хидрирана, таа се користи за извлекување на вкусот во чорбите, а исто така и за маринирање на риба и зеленчук. Да ферментира, да речеме, тој тип на алга некако? Не, се вари. Сорева, fermentationはさせないんです。させない。ね。 Не. でわかめは、お味噌汁と、サラダに使います Следниот тип е вакаме, повторно, значи вакаме дехидриран и хидриран се користи во мисо Сушто супа. тоа е истата алга, Истата само алга, да, со вода, значи да. Во супи и во салати. Интересно. Сега, ајде, сега режија да ги покаже, да. Значи како рековме уште веднаш каков тип на алга е ова? Вакаме. Вакаме алгата, да. Еве вие Дехидрирана. дехидрирана и хидрирана. Хидрирана така е, веќе потопена во вода, после некое време, да. За оние кои што го сакаме сушито комплексно да се најде во можеби на пазарите кај нас, има ли конкретно можеби негде не знам специјализирани продавници низ Европа конкретно или кај нас да се најдат добри алги за да се подготви суши или тоа е Македонија добро no чувана тајна? で、いいこういう海藻を買う場所がありますか？それともマケドニアでもねヨーロッパとか海藻はない。わからないですすいません Не, се извинувам, ама не знам. Се извинувам, ама не. Мислам дека нема кај нас да се, може би во некој Јас потврдувам специализирани. дека Да. тешко се наоѓаат. Ма, наканака, те ни рерунуваат со гок тајхен да се. Еве во моментот ги гледаме всушност подготовката на овие традиционални сушија кои што денеска и господја Нишикава ги сподели со Ирена. Всушност дел од нив и денеска ќе презентираме она што најчесто се наоѓа во традиционалната јапонска кујна. Дали ден не поминува без суши во Јапонија генерално или да речеме баш се користи за некоја специјална прилика или сушито е баш како кај нас можеби што се јаде најчесто можеби мешункасти, гравчи и така натаму.
で日本人はほとんど毎日お寿司食べますか？それとも特別な時だけお寿司食べますか？特別な時だけです。Не е секојдневно јадење, го користат во специјални прилики. Така. Одлично. Ајде вака, ќе направиме сега кратка пауза со нашите рекламни комерцијални партнери, а потоа ќе продолжиме со разговорот. Убаво ќе ни биде до 11 часот, бидете на Телма. Да, и навистина е така, задоволството е наше. Се договаравме долго, но се надевам дека ова ќе биде еден од поубавите разговори кои што ќе го побарате на YouTube каналот на Телма телевизија, за да нели восприемате нешто што е ново и никогаш не се случило, да речеме, во рамките на утринска на Телма. Благодарам Билјана, благодарам за неговата екселенција Оцука Казуја, така е, добро кажавме, амбасадор на Јапонија во Република Македонија, и секако веднаш до него е Горан Антевски, тоа е директор на Раде Чартеп, кој што пак ќе ни ја каже својата слика на тоа како изгледа да се отиде во таа Јапонија и какво е искуството од таму. Така, заедно со Билјана тука Кочовска, која што ќе ни помогне да се во ова допре до сите нас. Така е, да. Господин амбасадоре, од кога почнавте да свирите гитара, е моето прво прашање. Ambassador, since when did you start playing a guitar? I started playing guitar at 12 years old. At that time, my friends of my elder brother came to my house and played the guitar, and I wanted to start a guitar learn and asked my parents to buy me the guitar, and then my parents gifted me as a Christmas present. Значи, господинот амбасадор почнал да свири од 12 години. Го слушнал како свири неговиот другарот на неговиот брат. И тоа му се допаднало, и поради тоа побарал од неговите родители да му набават гитара, и тие му ја купиле гитарата за како божикен подарок. Одлично. На крај ќе слушнаме една македонска песна, нели, која што се надевам одлично како и ова јапонската ќе ја изведе. Колку македонски песни вежбате и кои други освен онаа која што ќе ја чуеме на крајот би сакале да ги научите? How many Macedonian songs do you practice? Yes, and which others you want to learn? Yes, because I learned the Macedonian language lessons. I learned several Macedonian songs already, and on the guitar, I play Eleno Kerko. My wife is an opera singer, and together with my wife, I play the Eleno Kerko. But today, my wife cannot come attend today. Therefore, I will play later as a guitar solo. And also, I'm now exercising the Macedonsko devojče. And in the future, I want to learn also the Jovano Jovanke. Да, значи, господинот амбасадор се интересира за македонските песни. И прва песна која што ја научи и ќе ни ја изведи денес е Елено Керко Елено. Он ја научи таа песна да ја свири заедно со неговата сопруга која е оперска пејачка. Но она за жал не може тука денес да биде, така да амбасадорот ќе представи таа песна во соло изведба на гитара. Друга песна која што во моментот ја учи е Македонско девојче, но не е толку припремен сега денес да ви ја покаже, бидејќи се уште ја учи. И последната песна која што виднина сака да научи Јовано Јованке. Така е. Господин амбасадор, што конкретно ви се допаѓа во македонската музика? Yes, I like Macedonian songs, and specifically the rhythm is very special. The 7/8 time rhythms, and I think it is related to the dancing rhythms. And I want to learn the dance. I had the chance to attend the wedding party, and in this party I learned the Oro, and it's a very people are very enthusiastic to dancing, and I tried to very basic dance. It was very difficult, but I to make fun, and I'm very happy to be there. Значи, прво, многу интересен му е 7/8 такт, кој што е специфичен нели за македонската музика. И големо внимание му привлекло македонското оро кога бил на македонска свадба тука. И се обидел да го проба да го игра во правото оро, што сепак било тешко за него, но толку луѓето биле ентузијастични, толку весели, што стварно многу се забавувал на таа свадба. Супер, сега неколку прашања, благодарам за овој дел. Господин Антевски, вашето прво патување е во 2019 во Јапонија? Не, четврто. Четврто патување, Да. но важно за нас да го кажеме, заради тоа што, нели, секогаш
веројатно Јапонија е земја која што нуди нови можности и како стигна еве до четврто, ако е тогаш првото кога и како се случи таа соработка со Јапонија? Првото патување беше 2004 година. 2004. Да, на обука, три неделна обука во Нагоја. После тоа посета во Токио, Осака, Нара, така повеќе градови во Кјото, нормално, тоа е еден од поубавите градови. Јапонија е прекрасна земја. Секој пат кога ќе дојдеш таму се воодушевуваш на чистотата на културата, на пријатните луѓе и стварно уживање да се отиде таму и да се види нов свет, сосема друг свет од овој што е во Европа или во Америка. Често сме гледали и во филмови, во филмувани изданија, нели, за тоа дека културите се тука за да се преклопуваат, но и да бидат да се разликуваат, па нели да се соочуваме понекогаш можеби со нешто што не сме го очекувале, така не е како кај нас. Некои анекдоти кои што ви се случило ни сите овие 4 патувања, има ли такви? Па во Јапонија се е ред и дисциплина. Така е? Значи, До каде е ред и дисциплина? Што значи тоа во превод ева? Преубаво е, прекоректно, пречисто. Значи, улиците во Јапонија се почисти од многу ресторани во Македонија, можеме да кажеме. Од многу домови, веројатно, во Македонија. Но имаше стварно имаше анекдоти, многу убави, интересни места, значи едно од побавите места освен Кјото и другите поголеми градови е Нара, каде што елени шетаат низ градот и уживање. Елени шетаат низ градот? Елени шетаат низ градот и вие ги галите, ги храните, уживате со нив, се сликате, преубаво е. Тоа е еден од најстарите, првите главни градови на Јапонија. Но секако последната анекдота што беше многу интересно што бевме со еден мој колега и со синот. Добре. Тогаш бевме фамилиарно малце на пропатување. Со синот бевме, жените и керките ни беа на друг настан, ние бевме на заради синот бевме на некој самурајска обука. Самурајска обука? Да, нинџа обука, така беше интересно, за детето беше повише. И си разговараме меѓу себе со колегата и со синот. И одеднаш доаѓа јапонец, тој што беше координатор, мислам тој што во тој музеј што го работеше, доаѓа и почнува да ни збори на македонски. И ние се зачудивме. И вика, од каде сте? И викаме, сега од каде е јапонецов тука усред Кјото? Да ни збори на македонски, словенски јазик, да кажем. И викаме, да, ние доаѓаме од Македонија. Да, вика, го разбрав јазикот, вика, јас студирав во Бугарија, но често иде во Македонија, го знам и вашиот јазик, вика, затоа што се слични јазиците, вика, што ме воодушеви, вика, и затоа после тоа цело време разговараше на бугарско-македонски јазик. Така да беше интересно во сред Кјото да наветаме на човек кој знае нашите јазици. Така е, да. Што цените кај јапонците? Како би можеле во неколку реченици да ни објасните каква е таа култура? Што е она што, освен чистотата, освен љубезноста, освен сето тоа што значи обука, да речеме пак, ќе промоабити ми во вториот дел или на овој разговор, што значи пак тоа за тимот на Раде Кончартеп? Па не само на нашиот тим. Нормално, ние голем дел од инженерите биле во Јапонија на обуки, на тренинг обуки по техничките работи. Но поголемиот дел од компаниите во Македонија преку нашата организација, македонско-јапонската организација за техничка соработка, беа во Јапонија на 2 или 3 неделни курсеви. Што цениме? Многу се толерантни како луѓе, многу се мирни, да, многу пријатни, бидејќи сум патувал често во Азија, во другите земји, можам да кажам слободно дека Јапонија аристократијата во азискиот свет. Таму луѓето се многу пријатни за разговор, секојаш ќе се спремни да ви помогнат и секако чистотата можам да ја кажам затоа што е прекрасно организирано, све е во ред, има ред и дисциплина, тивко убаво, уживање да бидете таму. Како патувавте, например? Каков е начинот на комуникација? Нели, кога гледаме онаа точност, онаа прецизност, како е начинот на патување? Како се движавте? Каде? Се движавте со возови, метроа? Нормално, со брзите возови, со метроата, се е тоа во минута точно, во секунди точно, така да вие не можете никогаш да закаснете таму. Да. Значи, тоа се
Само добро метростаниците организирани македонци тоа, инаку другиве би задуцнали. Далеку сме ние, далеку сме од тоа, да. Но многу интересно е што кај јапонците не се кога договараат состанок со вас, не е тој состанок да бидете точно, например, во 8 саат, не, треба да бидете најмалку 5 минути порано. Значи во Швајцарија или во Европа се бара точно во минута, да. а јапонците кога доаѓаат на состанок бараат да бидете малце пред тоа за да имате време да се спремите на самиот разговор. Добро. Да. Ви благодарам на обајцата, а сега е време да се пресилиме кај суши делот. Камерите наваму ве молам. Камерите наваму ве молам. Јас уживам апропо што спомена господин Тантески за дисциплината и педантноста и чистотата. Мислам дека со госпоѓа Нишикава сме иста крвна група. Вака и кај мене нешто слично дома. Инаку кога би прашал од каде е низиното потекло точно и на каков начин дојде до светот на гастрономијата и вештините во кујна. Тоа ме интересира пред да ги сподготвиме овие суши, иако направивме некое мало интро. Суши о миннани мисеру маени шисумова нишикава сан ва доко кара кимаsuかでどうしてこの料理長の仕事を選びましたか？まずハンガリーで水球の試合を見て、海外で水球をやってみたいと思い、で海外で生活するなら得意な料理を生かしてやりたいと思い、料理の勉強をし直してで始めました。Откако гледав ватерболо надпревар во Унгарија, посакав јас да играм негде надвор од земјата, меѓутоа за не само да играш, треба и да можеш да работиш за да живееш негде. Тогаш отидов уште еднаш во кулинарско училиште за да ги обновам моите кулинарски вештини, бидејќи многу добро готвев и со тоа започна мојата авантура. Гастрономска авантура. Така е. Ме интересира куриозитет за господја Нишикава е тоа дека игра ватреполо во своето време и она што е интересно, тоа Кате ми спомена вчера со почитуваната Билјана дека веќе направила ајвар, ако не се лажам, нашиот традиционален момент во овој период од годината кога веќе ги подготвивме нашите визби. Нишикава сан, имамо ватерполо јаттеруно да тоа вакатемас де кате сан караките тоа ајвар моцкута котога аримас. はい、アイバルはチームメイトのお母さんから作り方を教えてもらって一緒に2日間作りました。Така е, направи фајвар со помош на мајката на еден соиграч од ватерполото, значи 2 дена ни требаше, ама направивме убав фајвар. Во моментот оди видеото. Ова вистински традиционално. Со запалено ќумче. Похонтони дентотеки на скориката. Well done. Well done. Еве ни го господинот амбасадор, кога сме кај него, кое е омиленото јадење на почитуваниот амбасадор? 大使の大好きな食べ物は何ですか？それは大使に聞いてみてください。Би ве замолила тоа прашање да му го поставите на амбасадорот. Which plate is your favorite, Mr. Ambassador? Which is your favorite food? Yeah. もちろん寿司は大好きです。そうな、I like sushi very much. And so I have so many good Japanese dishes, but it is difficult to explain and to specify only one. But one example is I like the lamb and mutton, and then we grill lamb and mutton on the iron plate, like helm. In the middle is high, and around is lower, and on the top we grill lamb, and then around the vegetables, and the juicy sauces comes from mutton to the vegetables, and we eat it with a special sauce, and we call it Genghis Khan, inspired by the Mongolian Genghis Khan. Значи, господарот има многу умилени јадења, но не може сега сите да ви ги објасни, бидејќи многу тешко да се објаснат. Прво нели кажа дека сака суши, второ ова јадење што го објасни се прави со јагнешко и јагнешкото месо се поставува на некој метален сад од озгора, а од околу се местат зеленчуци. Да, и сосовите што се спуштаат од јагнешкото се мешаат со зеленчуците, исто така некој специјален сос се користи кој му дава специфичен вкус на целото тоа јадење. Јадењето се вика Genghis Khan. Да. Нели според монголскиот, московец, да. И сега кога сме кај сушито, како вид па суши сака? Which type of sushi do you want? I like nigiri sushi that with raw fish.
and raw fish with, so, for example, for the tuna, shrimp and scallops. Значи, бидејќи претходно нели објаснија какви се сушима, него милено моето е нигири суши, што е нели најстарото, што се прави со жива риба, ние што го викаме, таа не е жива, скроз нели е маринирана, на некој начин подготвена. И омилени му се со туна и со ракчиња, да, и скалопи, како се вика тоа на наши? Скалопи, да. Одлично. Господин амбасадор, што најдобро готви господја Нишикава? Нишикава сан, what she cooks the best? So there are so many very good dishes, but for example, the ducks with Japanese sauce based on the soya sauce, or the fish soup with sea bream. Значи, Нишикава сан многу работи со многу добро готви. Едно од омилените јадења што најдобро готви е патка со еден специјален јапонски сос на база на соја сос и исто така супа риблја, како да викаме риблја чорбанија, значи супа од риба која што се прави и тоа не ми текнува како се викаше таа риба на македонски. Ирина, може би? Орада. Добро. Значи не ги знам ја рибите македонски најискрено. Ова ми се нови зборови. Не сме ние морска нација, нели? Така е, да. Во ред. Сега уште еден дел прашања за господинот Андевски. Колку вие пак ја познавате подготовката на суши? И дали кога си во Јапонија на обуки, на сите оние состаноци, имаш време и да влезеш и да видиш како тоа се подготвува? Па не сум имал време, поише имавме време за проба. Така. Нормално, но таму во Јапонија можеш да видиш како ги подготвуваат, кога ги спремаат за вас, пред вас. Тоа е убавината, но првото искуство мое 2004 година со сушито не ми се бендисе најискрено. Не ви се бендисе? Да, не ми се бендисе затоа што употребив на првото васаби многу искористив, не знаев како се јаде васабито и не ми се бендиса многу. Добро. Но после тоа имав вториот, третиот пат среќа да влезам во убав ресторан каде што ми објаснија како се употребува васабито. Што ви објаснија? Па дека васабито не се јаде како нашата пиперка да си лапнете и немате проблем. Него првин треба да земете воздух. Добро. Да и кога ќе го каснете залчето, тогаш да почнете да го испуштате воздухот додека јадете, за да не се изгорите, мислам да не ви отиде тоа ренот во носот и во грлото. Така да тоа беше интересно. А мене искрено највеќе ми се бендисува рамен супите. Тие се подготвуваат со нудли, се подготвуваат по 4-5 сата, течноста се подготвува како супа и со месо или со риба. Прекрасни се, искрено да кажам, и тоа е и беше многу интересно од 2004 година кога отидов прв пат во Јапонија, се воодушевив колку мислам ми беше многу интересно кога ги гледав нивните телевизиски емисии, се воодушевуваа на храната. Значи на вкусот на храната. Така е. Ние не знаеме толку да се воодушевуваме. Да, ние си ја сакаме нашата храна, си ја фалиме, едно најубавите нормално, но тие се воодушевуваат. Секој залче што го пробуваат. Култура на јадење, така е, да. И сега, уште малку збор два, можеби, во интерес само на времето да ве замолам, што пак за вас значеше таа јапонска методологија и користењето на сите тие обуки, начините, нештата кои што ги научија луѓето, и инженери, и менаџерскиот тим, воопшто потоа, враќањето ваму во Раде Кончартеп? Многу. Прво, чистотата во компанијата ни е на високо ниво. Луѓето се попозитивни, работиме и се трудиме да ги преземеме тие менаџерски работи, организацијски работи што се учат во Јапонија, и секој човек кој ќе се врати од Јапонија, дел од своето знаење што го учи таму го пренесува во нашата компанија, а се труди и дома, што е многу битно. Не е само компанијата прашање, него и дома кои ќе отидат, нивното знаење, нивниот осет за чистота на организираност го подготвуваат и дома. Така е, да. И затоа се одвојуваме од делот. Така е. Сега ќе отидете таму да помогнете малце во подготовка да видите? Да ги доживеете од близко. Немам јас толку, жена има повеќе искуства, ама јас ќе се потруда малце. Да. Инаку во меѓувреме сакав да прашам Ирина, господја Нишикава, да ни објасни околу техниките со ножевите, пред да почитуваниот Антевски го превземе случајот за подготовка на суши. Неопходни се сите тие елементи, така?
околу ножовите, но アンテスキさんは、お寿司を作る始まる前にちょっとこのお包丁のお話を説明してください。これは、お刺身を作るのに使います。 Ова е нож што го користам за правење на сашими, за диагонално сечење на рибата. これは野菜を切るのに使います。 Ова е нож само за зеленчук. これはお魚を最初におろすときに。 Ова е нож за вертикално сечење на рибата, значи со секоски, со се кога треба да се пресече. и тоа е тоа. Тоа е тоа. Господин Антенски, немаме монтажа, имате простор и време да се испробате. Да, само да ми помогне малце околу... Скоши да ке председатте кудасај. Велите сопругата повеќе? Да. Нормално. Ние само се плеткаме. Со децата. Супер. Кое суши го правиме сега? По желба на Маки, господин Антенски. маки суши, да. Маки суши е полесно и поедноставно. Добро. Инаку, господин Антенски, нели потоа користењето на јапонската методологија кај Раде Кончар и обиките кои што се држуваат, може да ни спомнете нешто? Да. Значи, тие јапонски обуки се одвиваат во Осака и Токио. Аха. Тие се специализирани за цел свет. Од Македонија имаме можност... Унифициран модел, така? Да. Тоа се за кајзен методите. It's here, plus? Okay. И... Which? Tuna is more good. И тие се специализирани обуки, се посетуваат најдобрите компании во Јапонија, значи посети на Toyota, Nissan, Toyo, сите поголеми компании се посетуваат во Јапонија. И тоа е убавината да видите да производството внатре во самата фабрика, да, и тоа искуство е неописиво, значи спрема другите. Сега моментално пред 2 недели имавме и славевме 25 години од нашата организација и председател на нашата организација беше во Македонија за Сега мислам дека техниката би требало така? Да. Добро. Не сте лоши да ви кажам. Да. Неам вежбано одамна, така да се извинувам ако... Браво. Правите дома често суши? Па, да, еднаш месечно, сигурно. Си го дозволувате да речеме така. Супер. Прв пат правам со македонски ориз, најискрен да бидам, мислев дека не се прави со македонски ориз. Ама добро оценете. Да, и прв пат разбрав од коварката дека се прави од македонски ориз. Иначе ние го набавувавме од Австрија, од Германија специјално. Супер. Да. Специјалниот нож. Со тоа што... Да, ама... Water? Врнал да ви кажам, добро ви оди. Да. Добро ви оди. Благодарам. Супер. Малку поголеми кричкичи до душа, ама таман... Не, првин се сече на половина. Така? Да. Само не го знам ножов, наискрен да бидам, колку е оштар. Многу е битно да се навлажни ножот кога се сече за да не се залепи. Парче, да, да не се залепи. Да. Торта кај нас кога сечеме. Па некој начин, така е. За секој следно парче. Да. Супер. Катуш, може да искористиме да го прашаме и амбасадорот за да заокружиме. Господин амбасадор, најголем впечаток во Македонија и или кои сте ги посетиле во исто време и кои би сакале да ги посетите? Биле, дома ќе треба да правиме. Which places left the biggest impression on you in our country, and which other places you want to visit? Yes. I visited so many beautiful cities here in North Macedonia for my work as a cultural events or presenting the medical equipment to the
hospitals or schools. For example, Bitola, Prilep, Khrushchevo, Tetovo, Kumanovo, or Struga, and so on. And if you talk about the biggest impression, definitely offered old city, and also the monastery in Kriva Palanka, and also Matoka Canyon is also very impressive. And in the future, I want to attend the traditional wedding in the Galuchka Sudaboka, and also the Strunica Carnival and the ancient city of Stobi. Значи, амбасадорот со неговата работа, патување из Македонија, некогаш заради некои проекти каде што треба да се представат некои медицински апарати кои што се донираат од Јапонија, да се посетат некои локалитети или места. Да, и културни настани. Значи културни настани и од овој аспект посета на општините за одредени проекти. Така да мислам дека ги разбравте скоро сите градови Прилеп, Битола, Тетово, Куманово, Кочан исто, Крива Паланка. Тоа делот за кој му оставил најголем впечаток, да, е Крива Паланка, Јоаким Осоговски, каде што е нели манастирот, потоа Охрид, стариот град и третото беше Крушево, ми се чини. Да, и Матка Каньон. Матка Каньонот, да. Матка Каньон. И Галичката свадба. Тоа беше одговорот дека каде сака следно. Следна. Значи да, следно сака да ја посети традиционалната галичка свадба, струмичкиот карневал и стариот античкиот град Стоби. Да. Така е. Сега, имаме ли време и како да се лоцираме за да дојдеме таму или ќе ни донесат за да пробаме суши, а во исто време да одјавиме оваа емисија, можеби најубава со Елено Керко Елено во изведба, ама ајде да се организираме. Да видите ви демонстрација. Кој е суши го правиме сега? Онигири суши. Ајде. Нигири. Лего марча. Господја Никишава, ајде уште еднаш да направиме техниката на нигири. Зимате ориз малку, македонски, како што кажавме, квалитетен. Зимаме лосос, така? Така. Го ставаме. И тоа е тоа. We have it. Браво, браво, перфект. Па да ви кажам, господине Антевски, одлично ви дојде и вашето суши. Супер. Мислам дека по ова ќе оди една дегустација. Може ли само да ни објасни господја Нишикава околу стапчињата, бидејќи секој од нас има различна техника на користење на истите? Како еве правилно да можеме да го користиме? Реба, охашино, тадаши охашино цкајката ушиете кудасај. Ваташтачи ва сорезоре, джибуно техник гарима скедо, тадаши но ушиете кудасај. Прво, земете го во рака како молив кога држите. Само мрдате, за да може да мрдате како да пишувате. Второто го ставате во слободниот простор. Измеѓу двете стапчиња да ви биде едниот прст. Значи, долното е фиксно, а тоа се мрда. Ете така. Тоа е тоа? This is it. Тоа е тоа. Одиме со Елено Керко Елено. Елено Керко Елено, многу ви благодарам. Не научивме, кажи ни некој збор, да кажеш што да кажеме на јапонски. Аригато. Аригато. Домо аригато го заимаш та. Многу ви благодарам. Многу е страшно тоа. Добро може и со аригато. Аригато. Аригато.